Иако основната дефиниција лаичка за парламентот е дека е школа на демократијата. Значи, парламентот не постои за да вежбаат пратениците управување, туку за да ги решаваат проблемите на граѓаните кои ги представуваат. За разлика од мојот одговор, дека не е отворен за јавноста, другите парламенти, дури и во време на COVID-19, ги отвараат портите. Неодамна имавме прилика да се сретнеме со пратеници од шведскиот Рикстаг. Тие велат дека секој граѓанин, дури и без однапред да се најави, може, кога сака, само ако изрази желба, да влезе во Рикстагот, да се сретне не само со пратениците, туку и со носителите на функциите во шведскиот Рикстаг. Многу важно е, особено работните тела, бидејќи во суштина пленарните седници многу често се театар, представа, а главната работа се одвива на седниците, да имаат работен карактер. Не се пратениците ренесансни личности, за да ги знаат сите области и ним им е неопходно стручно и експертско знаење, меѓутоа, во интерес на демократијата им е потребен диалог, односно дебата со невладиниот сектор. Зошто? Бидејќи невладиниот сектор не само што ги познава специфичните проблеми на граѓаните, туку исто така има и знаење, искуство и тренинг во таа област, па секаде е од драгоцена помош. Мојата реакција не беше само од образовни и од научни причини, туку беше од лично искуство. Имено, јас сум имала прилика во 90-тите години, значи кога се удираат темелите на македонската демократија, да дискутирам во Комисијата за уставни прашања за решенијата од Уставот, а потем и во времето кога на власт биле и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМНЕ, многу често да присуствувам и да учествувам во работата на комисиите за политички систем, за локална самоуправа, да го кажам своето мислење заедно со други експерти и се разбира да им помогнам во донесувањето на вистинските решенија. Како сега јас, која сум ги уживала плодовите на демократијата во 90-тите, ова да им го ускратам во 2022 година. Впрочем, како председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите и среде ковид кризата, секогаш ги канев сите невладени организации и тие заради ковид мерките и почитување на протоколите делегираа своји представници. Ова решение е неприродно, оваквото однесување, од повеќе причини. Прво, затоа што е тоа деловнички дозволено, значи може, деловникот дозволува да поканите експерти заинтересирани на комисиите. Второ, затоа што е добро решение, ќе доведе до подобар закон. Трето, затоа што сме ние во коалиција со организациите на кои им беше оневозможено да учествуваат во расправата. Да ги препратите или да ги упатите, значи во галеријата е цинизам и хипокризија, зашто тоа значи еве од дистанца слушајте колку сме умни. Иако решенијата што ги нудиме се всушност ваш предлог.